Во кварталниот извештај заклучно со 31 декември, општина Виница годината ја заокружува со реализација на вкупните приходи во висина од 103.929.000 денари или 95,37% во однос на планираниот, најголема во последните 10 години. Со мнозинска подршка и со повеќе забелешки од опозицијата, истиот беше усвоен на редовната 29-та седница на Советот на општина Виница. Советниците ги подржаа апликациите за два проекти: Бирото за регионален развој, изградба на водоводна мрежа во село Блатец и изградба на улица во село Лаки. За проектот Блатец, кој е во вредност од 1.523.480 денари, општината обезбедува кофинансирање во висина од 50% од вредноста на проектот, додека за другиот проект, кој е во вредност од 4.108.000 денари, општината треба да кофинансира 25% од вкупната вредност. Советот ја изгласа новата одлука за организација, делокруг и начин на извршување на задачите на општинската администрација во општина Виница, со која одлука треба да стартува и новата систематизација на работните места. Со одлука на Советот се направија и одредени измени во статутот на Музеот Теракота, со кои сите членови на управниот одбор, и внатрешни и надворешни, ќе добиваат соодветен надомест. Советот одобри 1.236.000 денари за реализација на програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2020 година, од кои 96.000 денари за испитување на мостри од вода во градот и населените места, 180.000 денари за општа дератизација и 960.000 денари за уништување на комарци. На 29-та седница на дневниот ред се најдоа и извештаите за работа на територијалната противпожарна единица на Виница, на Домот на културата, на Музеот Теракота, како и на јавното претпријатие Кале од Блатец.